Лешпер. Еден прекрасен збор од моето детство во Скопје. Веројатно прв пат сум го слушнал од некој од мало, сигурно. Мада и татко ми знаеше да го употреби, ама не на мене, него вака за други работи. Многу убав збор, Лешпер. Иако нема убаво значење. Лешпер е, да кажеме, оној што оди секојаш на сигурно. Никогаш по жица. По тоа ќе препознаете Лешпер. Лешпер, например, некој што секојаш седи од страна во некој ситуација кај што се одлучува нешто, кај што нешто треба да се одлучи, секојаш седи од страна и чека некој друг да донесе главна одговорност и да одлучи и по можност тоа што ќе го одлучи да биде и во негова корист. Ама он самиот, просто кажано на скопски, нема муда да преземе било што, или гледа што се вика да игра на сигурно. И тоа е Лешпер. Сигурица играва. Такви се, например, исто и македонските интелектуалци, кои што секојаш седат одстрана и стискаат палци, некој друг да каже гласно наместо нив, некој друг да си ја стаи раката у оган место нив, некој друг да наебе место нив. Тоа се Лешпери. И во Лешперот секојаш има нешто подмолно, нормално конформистичко. И затоа Лешперите никогаш не ми се допаѓале. Лешпер може најгадно да те заебе кај тој момент за тоа. Баш заради таа доза на некоја себичност и подмолно што имаат. Никогаш да не се покаже до крај, да не излезе на видело. Ако може све преку ракавици да се направи, да биде во некоја граница, но што он замислил дека му е во интерес и добро. Ништо премногу. Затоа од Лешпер не можете да очекувате дека ќе блесне во било што. Од проста причина што Лешперите се луѓе кои што не прифаќаат ризик, како што реков, одат на сигурно, не по жица. Затоа од Лешпер не можете да очекувате ниту да блесне во она што го прави, ниту да направи нешто големо, ниту да каже нешто храбро, паметно, нешто епохално, што ќе остане запишано за наредните генерации. Ја отворив темава за зборот Лешпер, ќе видите зашто. Поврзано е со денешниот ден, нели? Празникот на Републиката, на независноста, колку и тоа да ни звучи на сите тешко денес, знаеки што се случува со Македонија последниве 33 години. Но пред да преминам на тоа, ќе кажам нешто, например, вчера, денес гледам главна тема по медиуми. Бот само сме освоиле со Фарски острови, па то трагедии, па ова, она. Да, можам да релативизирам од една страна, да кажам да, тоа е фудбал, само нема зашто толку да се нервирате. Иако понекогаш и спортот и фудбалот знаат да бидат поголеми од животот, но тоа се многу ретки ситуации. Кај што буквално ја правеле целата нација горда, целата нација во едно супер светло од некој одреден успех во спортот ја представил пред светот. Затоа луѓето, претпоставувам, и вложуваат во спорт, затоа што спортот е најголемиот амбасадор на еден народ во мир. Јеби га. Од друга страна, може малце да кажем, сме освоиле бот голем како планина.
за Фарски острови. Но не заборавајте, Бод ни зедоа китоловци, рибари. Немаеш ти со китоловци, ти со китои се тепаат таму, се борат со него фудбал ќе играш, не можеш. Баш кај добро малци среќа имавме, можевме и без Бод да останеме, оној како им се вика најдобриот играч, да не му го кренеше пајак бродот, затоа што го паркирал таму у море, баш кај што на место кај што се ебеле китоиве, и тука го паркирал, го остел на утакмица и му јавиле пред да почне утакмица, доаѓа пајак ти го собира бродов, се паркирал на погрешно место. Не се. Знам исто, другарка моја живее на Фарски острови, беше на утакмицата, ми се јави овие на полувреме, вика за тоа, вика они примија гол, овие Фарски острови второ полувреме, вика оти на полувреме, вика отидоа да ги проверат блинкерите, пошто они пред да дојдат на утакмица, они ги местат мрежи, блинкери, местат мамци, ставаат калифорнијски црви, овоно, идат на утакмица. И на полувреме проверуваат, ако има нешто фатено, го вадат, го ставаат у корпа и па ги местат блинкерите и после Сам луѓето си се, како да ви кажам, си рибарењето име животот, а ова фудбал, знаеш, од хоби, затоа се они опуштени кои играат фудбал, не им е битно дали ќе победат или изгубат, затоа е многу тешко да победиш таква екипа. Баш кај вчера им биле ветени, ако ја победат Македонија, премијата им била огромна, веројатно и за тоа беа мотивирани, не знам на нашиве колку им е премијата, али на овие од Фарски острови им ветиле дека ќе добијат секој играч ако ја победи Македонија по 10 блинкери и 10 кутии калифорнијски црви оригинал со потекло од Калифорнија за мамци. Не знам за со мој фаќање за што ги користат таму тие. Што значи премногу се секираме за некои работи, па нешто бараат оставка од овој селекторов наш. Кој дал кај нас оставка заради неуспех? Ај кажете ми еден имал неуспех и кажал јас си одам зашто имам неуспех. Дали било тоа у, не знам, у спорт, у политика, у, не знам, економија, бизнис, овие компаније, кој? Никој. Се збори, тоа не сум сигурен баш, но се збори селекторов. Значи супер плата има како оставка да даде. Сега ти 4-5 евра месечно, така да ги фрлиш, не иде бе луѓе, не иде. Мислам, да се вратам на ова лешперство, бо некако и ова ми се наметна последново со ова лешпер и ова. Значи не можеш со лешперење нигде да стигнеш, тоа е најбитната работа на светот. Лешперите Господ не ги сака, затоа што се лешпери. Одат на сигурно. Стара, добра, точна поговорка е: среќата ги прати, ги следи храбрите, а храбрите не се лешпери. Храбриот човек и лешперот се два опозита, два краја на еден стап. Непомирливи. Затоа лешперството во многу случаи можете комотно да го поистоветите со кукавечлук. Сега доаѓаме на главната тема. 33 години независност, ќе речам во наводници. Многу добро памтам каде бев на 8 септември 1991 година. Многу добро памтам, која беше прогласувањето на независност, она отварање на шампање, оној огномет што беше таму. Стоев некаде на неколку метра од Кенан Чевларот на плоштад. Неколку метра стоев од неговата, како да наречам, работилница, кога беше прогласена независност.
Тоа беа многу турбулентни времења, у кои што искрено македонското раководство едно време не знаеше кај тера, не знаеше со кого би, на кое столче би седнал, дали на столчева на овие демократскиве централисти кои што ги предводеше Милошевиќ, кој сакаше една Југославија централизирана, он ја нарекуваше Југославија, но тоа требаше да биде една голема Србија. Така му беше замислена во главата, според нели познатиот меморандум на Српската академија на уметностите, науките и уметностите од 1986 година, каде што прв пат јасно се дадоа ставови дека сите срби треба да живеат во една држава. И македонците, мислам дека тоа македонско комунистичко раководство, мислам дека едно време свати каде оди целата работа. Особено после прекинатиот 14-ти конгрес на Комунистичката партија на Југославија, кога видоа дека со Милошевиќ е невозможно да се биде во диалог, да се живее заедно под едни такви авторитарни услови, каде што мнозинството, во тоа време во Југославија најголемо мнозинство беа србите, би одлучувале за све, а сите други евентуално би климале со главата. Такво беше времето, такви беа околностите. Како што реков вчера или завчера, за кавга се секогаш потребни двајца, тројца, четворица, не дека само србите беа кумуваа кон распадот на Југославија, но небитно. Во еден момент македонското раководство сваќа дека која би седнала на столчето на Милошевиќ, тоа би значило крај за Македонија, затоа што Македонија би прифатила една подредена улога, на некој сеј благо кажано помал брат, и вака, онака, со помош на одредени структури, луѓе, сепак македонците се решија да имаат независна држава, иако нели го знаеме на опавчето во референдумското прашање, дали сте за независна држава со можност за приклучување или кон некоја идна Југословенска федерација ако биде договорена. Но нема везе, ете се одлучиме за независност. И што се случи? Од првата секунда, може би баш не од првата секунда, но знаеки колку сме слаби, колку не успеавме на време да осуетиме некои процеси што ќе се одвиваат во таа социјалистичка федеративна република Југославија, токму затоа што не се успеавме да ги осуетиме, поприлично неспремни го дочекавме распадот на СФРЈ. И мислам дека е тука коренот на нашата пропаст, ако го бараме коренот на нашата национална, на нашиот национален пораз, национална пропаст. Иако имаше шанси во подоцнежните години, неколку шанси имавме да го ја исправиме таа грешка, ние сите тие шанси ги испуштивме. Сакам да кажам дека од самиот старт имаше големо лешперство во водењето или во чувањето или во одбраната на македонските интереси во водењето на новата македонска држава. Едноставно секогаш баравме да играме, нели, логиката вика ако си слаб играш по линија на помал отпор, не смееш да ги курчиш по јаките. Баш држави од таа бивша Југославија кои тргнаа против ова начало, успеа да направат држави кои што се сега далеку попочитувани, побогати од Македонија. Баш заради тоа што тргнаа контра ова начало. Знаеа што сакаат, знаеа што ќе се случи, се спремаа за оно што се случи, кога дојде моментот беа бескрупулозни да се спротистават на време, за да дојдат во добра позиција да преговараат за себе, за своите национални интереси, да добијат тоа што замислија дека треба да го добијат, што никогаш не е идеално, но го добија оно што се мислија да го добијат. Ќе ви ја спомнам на Словенија, па ќе ви ја спомнам дури една Хрватска која помина низ страот на војна, која што ја плати со
преку 60.000 загинати, зборам само за хрватски бранители и војници, не зборам за цивили. Ние секогаш одевме по линија на помал отпор, ако се сеќавате. Оаза на мирот, се нарекувавме синтагмата на Киро Глигоров, а уствари ништо тука не беше мирно, вриеше цело време. Имаше немири, албанците бараа права, бараа јазик да се учи на албански, бараа универзитет, имаше побуни, имаше немири, гостивари, Скопје и да не зборам што се случуваше после и кога почна бегалската криза со нападот на НАТО на Србија. Без приговор исполнувавме тоа секој. 300.000 бегалци, албанци на граница, 300.000 ги примивме. Беше побаран од нас, излеговме луѓе солидарни. Никој не можеше да предвиди дека после тоа, не знам, ќе се делат на ангро пасоши на албанци од Косово, ќе се продаваат, не знам што ќе се прават, за после да се помести целата онака рамнотежа. Зборувам факти, значи не ми е сега целта да напаѓам албанци, тоа чисто зборувам факти и како секоја наша работа што ја правевме без да размислиме по линија на помал отпор, затоа што мислевме дека од тоа ќе добиеме некој интерес и секојаш бевме измамени од таа меѓународна заедница, заебани ако сакате, и у најтешките моменти бевме оставени на цедило. Или ни беше припремано ново срање кое што требаше да го проголтаме за многу брзо. Така ни враќаше таа меѓународна заедница, ако сакате и унијата и све. Се сеќавате после тие наши заложби за оаза на мирот, да бидеме мирни, прифативме, нели, знаме да смениме, и под привремена референца со некој како се вика тоа, октруирано име да влеземе во Обединети нации. Прифативме све живо што требаше да се прифати, најлешперски, со надеж, еве сега, ќе не примат вамо, ќе не примат тамо, ќе не примат... А нас ни се случува уште поголеми срања. И веќе ми е збоктисано, нема се ни да спомнам 2001-та, кога добивме најголемата шанса да покажеме дека имаме габарит, дека имаме кичма, да се справиме со огромниот проблем што го имавме, затоа што бевме нападнати од странска сила, од страна на Косово, нормално со помош тука на Албанија и целата албанска диаспора, со поддршка на НАТО, им беше дадена дозвола воено да ја нападнат Македонија, тоа беше војна за територии, никакви човекови права, за после да ги седнат македонците на преговарачка маса во Охрид и да ги натераат да подпишат капитулација. И се она што подоцна се случуваше, да не ви објаснам и територија општинската, како беше тоа прекројување на општините 2004 како се викаше, тоа све беше одиграно од тогашните власти, исто тогаш беа СДС, беше одиграно на најпредавнички, најнизок начин, најлешперски начин. Дојдаа после нови власти, нови работи се случува, но секогаш оние кои што се обидува, например, ја многу го онадев Груевски го реметев, но еве да кажеме пример у еден момент кога Груевски веќе иако ги мувал дека ќе подпише промена на име, овие големиве, кога дојде моментот да го смени, им кажа не, па од следниот ден од кој им кажа не, почнаа да пукаат бомбите на овие предавници од Социјалдемократскиот сојуз. Фактички тоа беше денот како и кажал на Хилари Клинтон, не, уствари, ја тогаш ви кажав, може само за да дојдам на власт дека ќе сменам име, уствари, ја и неам намер да менјам име. Веројатно, така се одвивала некоја работа, ти они така се осветуваат ако така ги заебеш нив. Они тебе кога ќе те заебат, ти си должен да ги трпиш последиците и уште малце да им го поднаместиш газот за да ти го начукаат до крај, но кога ќе ги заебеш ти нив, можеш да очекуваш, нели, одма смена од власта, ќе најдат они начин како да те сменат.
Не се. И сега можам да редам оно што се случуваше со Социјалдемократскиот сојуз, промената Преспанскиот договор, оној предавнички договор со Бугарија, кај што СДС беа буквално спремни да распродадат се, само за да останат на власт и она. Големото прашање што ми се поставува, зошто се уште не сме свесни дека со лешперење нема никогаш да блеснеш, никогаш нема да направиш голем исчекор. Човекот, државите, лидерите, понекогаш, но особено лидерите, многу е можно, многу брзо да дојдат у позиција на искушение. Што сега? Како сега? Вистинскиот лидер се препознава по тоа што во таква една судбоносна ситуација за својот народ знае да донесе државничка одлука во интерес на својот народ. Колку и да е таа непопуларна во очите на големите играчи на големата шаховска табла на светот. Затоа што викаат србите, имаат една поговорка: ко бие, тај добие. Ако не шутнеш на гол, како ќе даеш гол? Ако не го купиш ливчено лото, што трафика, или кај се купува тоа, ја не играм тоа лото, како да се надеваш дека ќе добиеш 1.600.000 евра, колку беше тамо таа последната добивка? Че мора да шутнеш на гол, па да се надеваш дека шутов ќе заврши у мрежа. Мора да купиш тикет лото, да го попуниш, па да се надеваш дека може ќе те излечат броеви, ќе бидеш милионер утре. Затоа големите државници во судбоносни моменти знаеле да се измочаат спроти ветрот, знаејќи дека може ветрот да ги испрска со нивната собствена мочка, но во одреден момент решиле, затоа што имале визија, имале цел, имале намера да го одбранат, да го заштитат сопствениот народ од налети на разни шовинизми, надворешни, внатрешни непријатели, така натаму. Имале визија за иднината на таа земја. Тоа е големината на времето, сите што го знаат, а што не му ја сваќаат големината на таа одлука. Тито кога му рекол на Сталин: не вие како што сакате. Пазете и, на тоа време најмоćната армија на светот, која што Хитлер го бркаше до Берлин и му ева мајката таму. Ти 2 години, 3 години после завршетокот на војната, ти му викаш на најмоќниот човек на светот, му викаш: кој те бе? Нема ја да правам, ако сум помало тебе, нема да правам ти како што ќе ми наредиш. Ние имаме собствена визија како да ја развиваме нашата земја, без разлика колку таа се покажала успешна во одредено време или неуспешна. Зборувам како одлука. Тоа е одлуката на Черчил, онаа позната кога е нападнат Лондон од страна на нацистичка Германија. We will never surrender. Пази, до тогаш еден адмирал што бил он тамо нешто у морнарица, у прва светска војна дури загубил некоја огромна војна тамо, некоја морнаричка војна, не ми текнува се која, за Черчил зборам. И одеднаш у она време кога треба да се одлучи, ако имало, пазете, најголемиот фашистички собир на тлото на Европа не е во Нимберг, во Лондон е 34 година. Знаете колка поддршка имала во Британија имал Хитлер во одреден период. Огромна поддршка, не кажам некои конекции на некои кралски луѓе од кралскиот двор што имале со Хитлер. Да не зборам за тоа. И одеднаш нападната Лондон, луѓе во паника. Таква сила сваќаа дека Германија во меѓувреме, додека биле затворени очите вака, лешпирале, Германија станала
воено-економски понадмоќна од сите во земји во Европа кои што до вчера ја притискале после Версајскиот договор и после она која ја загубила Првата светска војна. И што се дешава во таа паника, кога никој нема муда да излезе да каже било што? Нели го знаеме оној, како се викаше Лордон, со Хитлер што подпишуваше мировен договор, што викаше не се секирајте драги енглези, нема Хитлер нас да не нападне, не се секирајте, јас договорив све. После неколку дена Хитлер ја нападна Германија. Фактички објави војна го напад. И во таа паника, кога сите усрани од Хитлер, а кои заљубени у Хитлер, се појавува типчео, Черчил вика најотмено, сигурно, мушки, самоуверено до крај. We will never surrender. Никогаш нема да се предадеме. И со таа негова една државничка реплика повлекува таква волја, желба за одбрана, за живот, патриотизам кај англичаните, што веќе фактички ги ставу еден вид на транс со таа една реплика. We will never surrender. Никогаш нема да се предаеме. И почнуваат најдзверски, најодговорно, најмоćно да си ја бранат државата. Со една реплика. Можел да каже, видете, дај да видиме ние сега Хитлер не нападна, ни јакна тоа В2, како се викаат тие ракети. Ама дај бе Хитлер, дај бе види, дај бе, па и не мора сега ти толку... Не бе, джа или бу. Ама за да идеш на джа или бу, треба да не си лешпар. И тука е најголемиот, ја мислам за овие 30 години, као менталитет зборам проблем. Иначе има тука други проблеми што донесува до нашето губење на суверенитетот и онаа независност која ја ставаме на водници. Тука има други поконкретни причини зашто е тоа така. Но како капак на сите овие конкретни причини, зашто сме одиграле лошо како што сме одиграле, најглавната причина е менталитетот. Кога немаш победнички менталитет, а наместо победнички имаш лешперски менталитет, не можеш да очекуваш 3 бода. Не можеш да очекуваш победа. Не можеш да очекуваш голем успех. Не можеш да очекуваш да блеснеш на светската сцена. Не можеш. Ти си лешпер. Ја не знам како поинаку психолошки ова да го објаснам на нашиве политичари, без разлика од која провиненција спаѓаат. На овие кои што беа на нас за 30 години и овие можеби кои што ќе бидат на напред 30 години. Значи мора нешто драстично да се смени кај менталитетот. Зборам за менталитетот на македонците, на македонскиот народ, на оние етнички македонци. Не навлегувам во каков е менталитетот на албанците, на турците. Дури тие мислам дека си се многу арни со менталитетот. Но нашиот е погубен за нас. И тоа го гледаме 30 години. И како, ја не знам, не ни текнува да го смениме. Кај се интелектуалциве, не знам, па дури психолози и ова и она. Нашиве деца треба, ја мислам, од мали да се воспитуваат, да не ме сватите погрешно, ако веќе треба да учат некоја психологија, треба да ја учат во овој правец. Психологија таква која што ќе им го менува менталитетот, кој што од мали нозе ќе ги гради во победници. Во луѓе одважни кои носат одлуки, во луѓе кои не се плашат од последиците, а ги знаат, но во име на поголеми интереси, дали државни или не знам какви, сепак тргнуваат да го прават тоа што мора да се направи за доброто на сите, не за мое лично добро, за нивно лично добро.
Нарцизмот и лешперството се многу поврзани, тоест егоизмот и лешперството. Така да, навистина треба да се размисли во иднина, особено сега, особено затоа што е загрозен опстанокот на оваа држава. Имаме соседи кои што буквално само ако им се намигне утре ќе тргна да ја поделат Македонија, само да им се намигне. И ќе очекаат моментот тоа да се случи, погодниот геополитички момент. Точно тоа да се случи. Но најголемата трагедија е што ние се однесуваме така да нашата иднина не зависи од нас, ние ја немаме у наши раце, тоа е најголемата трагедија. Ние во моментов како се поставивме, треба да се надеваме само на тоа дека овој Путин уште ќе им биде закана на Европска Унија и на Америка, па за тоа тие, благодарение на тој страв дека кој може да ги запука од тамо, да им влезе со армија у НАТО, па заради тоа чека да одржиме мир на Балкан од границиве, да ги одржиме вакви какви што сега македонците, дај сега остај нека купат време, еве им сменивме име, им сменивме ова, им сменивме, полека сега остај статус кво, не ни одговара нов конфликт на Балканот, не во овој момент кога Русија представува страшна закана, затоа што ние ја притеснавме до зид, небитно зошто, но гледаа дека тоа може да ескалира и во една таква состојба, ако би ескалирало тоа во Трета светска војна. Значи, нив не им одговара на Балканот да не знаат на шо се. Тие мора да ги имаат тука сите сојузници, да бидат нивни. Но работата што нашата иднина не правиме да зависи и од нашите потези, и од наши раце, малце да и до нас. Ама тоа не можеш со играње зихерашки, идење на сигурно, идење по линија на помал отпор. Не можеш. Секогаш доаѓа момент кога човекот треба да покаже дека е човек. Можеш да проголташ една жаба, втора, трета, четврта. Но во едно време сваќаш дека ако продолжиш да ги голташ жабиви или ги продолжиш да ги јадеш говнава што ти се сервираат, дека на тебе повеќе нема да гледаат како човек тие што ти ги сервираат. Ги гледаат како на некоја амеба парамециум, едноклеточен организам, нижа врста што не е вредна да постои. Со презир те гледаат. Но, друго е, кога ти после 3 проголтани жаби, ќе им кажеш една, кур да ми бричите, оваа жаба не ја јадам. Ама не, чекајте господине, полека, ама видете, вие можете од ова да имате вакви реперкусии, онакви реперкусии, па видите, имате вие убава фамилија, па убаво си живеете, вашата фамилија, па децата у странство ви живеат, па зашто би го загрозувале сето тоа, они така се закануваат. Ама токму затоа постојат правите државници, да кажат, не бе, јади говна да видам што ќе ми направиш. Ама ако ти ми направиш ова, ја имам и план Б. Ајде да видиме. А секогаш има план Б и план С, и колку и да си мал. Оној Веруфаки што беше министер за надворешни на Грција напише една многу добра книга, се вика А слабите го прават она што мораат. И нормално човекот на има став, не мора секогаш да го направиш она што мораш затоа што си слаб. Не. Историјата многу пати покажала дека слабите понекогаш се покажуваат за тврд орев. Ама ако знаат што сакаат, ако се единствени и ако имаат менталитет на победници, на патриоти, не на лешпери. Мора да се менјаваме овде. За да не се случи утре да ти дое китоловец да те победи у фудбал, да не можеш да го победиш. А ти се сметаш за некоја фудбалска нација. Да не ти дојде овој некој дилетант да те победи.
Затоа што во моментот ти калкулираш, пресметуваш. Рачунџија си. Гледаш да не загубиш многу отколку да добиеш многу. Со лешперење далеку не се стига. Затоа, простете, ама што нема да ви кажам среќен празник, затоа што се она што си го честитаме денес практично ние не го гледаме во реалност. Не постои. Затоа што нашиот менталитет 30 години, за 30 години практично го ја отстапи целата независност и целиот суверенитет на разни политички елити, европски, светски и соседски, кои што полека, но сигурно работат на поделбата на Македонија, во која формално правно нема да постојат веќе македонци.